Талат Џафери денеска официјално влезе во Илинденска 2, каде се изврши примопредавање на премиерската функција. Предходниот премиер Ковачевски и новоизбраниот имаа куса средба во кабинетот, од кој Џафери во наредниот период до и по двојните мајски избори ќе раководи со владата. Несомнено дека примарната задача на ова влада е подготовката и организирањето на слободни, фер и демократски редовни во директна, отворена и законита процедура и соработка со Собранието, Државна изборна комисија, емисијата на ОПСЕ ОДИР, Европската унија и САД. Ќе ги спроведе сите законски, институционални, организацијски и оперативни предуслови за спроведување на јасната волја на граѓаните со цел да се овозможат највисоките европски стандарди во процесот во изборната кампања и самите избори, односно да се одржат избори со целосен легалитет, легитимитет и консензуално прифаќање на изборната волја на граѓаните. Според новиот премиер, останатите клучни цели на неговата влада ќе бидат унапредување на стратешкото партнерство со Европската унија, НАТО и САД, што, како што изјави Џафери, порака дека нема алтернатива за западната ориентација на земјата. Неговиот претходник и посака успешна работа на владата во која учествува и опозицијската ВМРО, ДПМН и повика сите заедно да работат во интерес на граѓаните. Апелирам до сите политички субјекти кои што денес партиципираат во владата да го имаат предвид целиот актуелен контекст. Повикувам владата и сите во неа, без разлика на партиската припадност, да работат во интерес на граѓаните, на економијата, на безбедноста и стабилноста, на вкупниот државен и граѓански интерес. Владата успеа да воспостави систем кој функционира во време на криза и кој што дава резултати. Политиките се поставени, мерките се јасни, тие се целосно во согласност со интересите на граѓаните и на економијата. Очекувам сите да покажат јасна политичка волја за да се продолжи и одржи економската и политичката стабилност и да се спроведат мирни, фер и демократски избори како што доликува на држава членка на НАТО и држава со отпочнати преговори со Европската унија. ВМРО ДПМН, иако учествува во оваа пржинска влада која не ја поддржа вчера во Собранието, ниту пак незините министри се појавија на заедничкото фотографирање, продолжува со критиките на сметка на СДСМ и на ДУИ и реагира зошто токму Џафери е премиер. Македонија ги доживува најсрамните времиња приредени од Ковачевски и СДС. СДС на поклон ја даде Македонија на ДУИ, на Ахмети и Талат Џафери, само за да си ги спасат фотелите, само за да продолжат со криминалот и корупцијата, го направија Талат Џафери или командант Форина премиер на Македонија. Дното е достигнато. Тоа не ја спречи опозицијата да ги преземе ресорите за внатрешни работи и за труд и социјала. Нов шеф на МВР е Панче Тошковски, а Ѓоко Велковски е нов министер за труд. Ова е трета влада по пржински модел. Првата беше за изборите во 2016, а втората во 2020. Предходните искуства покажаа дека ваквите влади во кои два ресора и заменици во 3 министерства има опозицијата, не секогаш функционираат добро. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.